Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Започна официјалната посета на кинескиот председател Ху Џинтао на САД на дневен ред од економските разлики па се до Северна Кореја. Активисти за човекови права пак бараат председателот Барак Обама да изврши притисок за почитување на овие права во Кина. Со сите државни почести започна посетата на кинескиот председател Ху Џинтао на САД. Тој и домаќинот Барак Обама се заложија да ја зајакнат соработката, иако уважија дека се уште постојат разлики. Обама рече дека САД и Кина се попросперитетни кога соработуваат и дека е важно да се почитуваат човековите права. Џинтао кажа дека земите споделуваат бројни заеднички интереси, но и обврски. Односите трпат поради разликите околу Северна Кореја, човековите права и големиот трговски дефицит со Кина. Конгресменот Кристофер Смит го повика Обама да изврши притисок врз Џинтао за ослободување на добитникот на Нобеловата награда за мир Лиу Ксиобо. Две лица беа повредени, од кои едно посериозно во училиште близу Лос Анџелес, кога случајно се активирал пиштол со муниција во ранец на средношколец. Во теке истрага по случајот, а 15-годишното момче, кое го поседувало оружјето, се наоѓа во притвор. Едно лице загина, а 3 се во критична состојба по експлозија на газ во Филаделфија. Неколку семејства мора да ги напуштат своите домови по несреќата, а властите велат дека и натаму не се знае како дошло до неа. По 28 години легендарниот ТВ водител Риджис Филбин заминува од популарното утринско шоу во живо со Риджис и Кели. По преку 16.000 часови минати пред камерите, Филбин влезе во Гинисовата книга на рекорди со најдолг ТВ стаж. 80-годишниот Филбин реши да се повлече од здравствени причини. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. А во продолжение на Newsflash се очекува акциите на технолошкиот гигант Apple да ја вратат вредноста, откако компанијата соопшти поголем профит од очекуваното за овој квартал. Акциите паднаа кога директорот Стив Џобс порано неделава соопшти дека заминува на боледување. Некои велат Apple нема да биде Apple без Стив Џобс. Затоа и не изненадува што акциите на компанијата понеделникот нагло опаднаа, откако човекот кој го создаде првиот Apple компјутер во својата гаража во 1976, а подоцна на светот му ги подари и iPod, iPhone и iPad, неочекувано најави дека заминува на боледување, второ во последниве 2 години. Коментаторот за технологија во New York Times Ник Билтон вели веста затекна многумина. Дојде од ненадеж. Никој не знае што се случува и колку долго ќе биде на боледување. Навистина голем шок. Познат по таинственоста, Џобс преживеа рак на панкреасот. Му беше преседен црн дроб во 2009-та, а претходно тврдеше дека проблемот се должи на хормонална неравнотежа. И покрај тоа што компанијата понеделникот изгуби до 20 милиарди пазарна вредност, аналитичарите сметаат дека нејзините акции ќе ја вратат вредноста поради приходот. За последниот квартал пријави рекорден пораст од 71%. Па сепак, Кара Свишер од Wall Street Journal е резервирана за еднината на Apple без харизматичниот основач. Нема замена за Стив Џобс. Тешко е да се најде негов наследник. Иако Apple пријави приход од речиси 27 милиарди долари, аналитичарот Оливер Рот од банката Сейдлер коментира дека идниот перформанс е тесно поврзан со Стив Џобс. Тој е срцето и мозокот на Apple и се додека не се знае колку ќе биде отсутен, спекулациите ќе се одразуваат на акциите. Врз основа на досегашната заработувачка, Apple е на пат да продаде над 17 милиони примероци iPod, 15 милиони iPhone и над 6 милиони iPad во 2011 со или без Стив Џобс. Според нова студија направена во Израел, женските солзи имаат и физичко и психолошко влијание врз мажите. Научниците велат дека биле изненадени кога откриле дека солзите всушност го намалуваат сексуалниот нагон кај мажите. Солзите кај жените не предизвикуваат само холивудска романтика.
Меми Паркер говори за своето искуство, што се може тие да направат кај машкиот пол. Ако заплачам, тие навидум стануваат почувствителни, а во некој случај и по-секси. Но неодамнешна студија го тврди спротивното. Во ситуации кога мажите се доволно близу до мирисот на женските солзи, Она што најмногу изненадува е што го намалуваат сексуалниот нагон. Може би се работи само за интуиција, но ова навистина не изненади. Идан Фрумин работи за научниот институт Вајзман во Израел. Тој и колегите откриле дека доколку мажите помирисаат женски солзи, нивото на хормонот тестостерон опаѓа за 10 до 15%. Тоа е одреден вид хемиска комуникација, веројатно преку носот. Јара Јерушун е научничка, една од 6 жени кои донирале солзи во истражувањето, а ги пролеале гледајќи тажни филмови. Вели, влијанието на женските солзи кај мажите може да биде уштеден начин да се намали тестостеронот како третман за лица болни од рак на простатата, например. Во институтот планираат и да проучат како хемикалиите во солзите кај децата и мажите може да влијаат на другите. Од поранешниот американски председател Џорџ Херберт Вокер Буш до новиот председател на представничкиот дом Џон Бејнер, многумина велат дека машките солзи може да имаат мощно различно влијание кај жените. Ако жена види маж како плаче, можно е повеќе да ѝ се допаѓа. Мислам дека се посимпатични, бидејќи чувствувам дека конечно можам да ја видам понежната страна кај нив. Кога се присутни емоциите, ситуацијата е по-посебна. Овие жени велат дека солзите се доволно посебни, што на нивните мажи им даваат голема сексипилност. А во утрешното издание на Newsflash, Америка низ објективот на фотографката Керол Хајсмит. Незаборавни прикази од незиното 30-годишно искуство. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Профилот на Америка. Низ 50 сојузни држави, на 15 годишен проект, фоторепортерка го документира духот на земјата. Гледајте утре во Newsflash. Тоа е се за ова издание на Newsflash на гласот на Америка на македонски, од студиото во Вашингтон. Јас сум Јулија Велковска. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.